Добра вечер, почитувани, добре дојдовте на светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Ве поздравуваме и ви најавуваме дека тоа ќе биде една од темите и во централниот дневник, со која што ќе го заокружиме сето она што ќе биде информативен преглед за денес. Качомовски и претходно зборуваше на таа тема со неговите гости во студиото, меѓутоа веќе подготвуваме и прилог со нешто повеќе информации. Секако, главните информации од кај нас... Ми се чини дека Уставниот суд ја отвори на големо портата за урбаната мафија. Скопје ќе биде безмилосрдно нападнато од профитерите кои ќе го руинираат и го руинираа Скопје со неговото градско јадро, со безличноста на архитектонските решенија и се разбира со целиот пакет на загадување и на јадрото и на човековата средина. И се разбира во пресред на Ципрас, на 2 април доаѓа и папата, уште една најава дека Ману ја задржува кретенката Ману, но пред тоа ќе биде Македонска академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија. Најновата вест од светот дека Европската Унија го одобри одложувањето на Брекзитот за 22 мај. Ова информација исто така подоцна во вестите. Гледаме Форшпан, накратко сумираме што се ќе гледате понатаму и почнуваме со информациите. Граѓанскиот сектор обесхрабрен. Центар разочарана од одлуката на Уставен за укинување на мораториумот за градба. Градоначалникот на Сарај призна дека платформите на Матка се бесправно изградени. Нема да ги урива затоа што веќе се во постапка на легализација. Судот привремено забрани продажба на книгата на Стојан Андов во која имплицира вмешаност на Фрчковски во атентатот на Глигоров. Папата доаѓа откако земјава ги затвори нерешените прашања и чекори напред. Институциите ја најавија агендата. Караджовски не откри зошто даваше исказ. ОЈО истражува дали има кривична одговорност за додатоците на плата кај членовите во судскиот совет. Тоа беа накратко информациите кои што ќе бидат во фокусот на вечерашниот централен дневник. Поздрав уште еднаш од новата позиција за вести на 1 ТВ. Почнуваме со информациите. Бранување во јавноста по укинувањето на забраната за градење во центар. Градоначалникот е незадоволен. Академиците бараат да се реши проблемот со градежната мафија. Граѓанскиот сектор се чини дека губи надеж. Во меѓувреме антикорупцијска истражува. Претседателката вели дека се укажува дека постои висока корупција. Одлуката на Уставниот суд за времено да се укине забраната за градење во општина Центар отвори низа дебати, а изнуди реакции од академската јавност. Првиот човек на општината, градоначалникот Саша Богдановиќ, во гостување на 1 ТВ рече дека е незадоволен од одлуката, но најави дека не се откажува од планот за мораториум на градби. Ние немаме конечна одлука дали мораториумот е законски или не. Ама ни викаат 30 дена се издавајте. А што ако донесат после 30 дена одлука дека сме биле во право или кажат едноставно не сме надлежни за тоа? Тогаш тие 30 дена, тие што ќе се стекнат, пак ќе продолжат со градежни активности, односно ќе ги спроведуваат дуповите. Така да мислам дека малце претераа, да кажам на тој начин. Академиците пак ја повикаа владата да се справи со градежната мафија. Во изјава за Сакам да кажам, академик Владо Камбовски реагираше дека со одлуката Уставен суд се ставил во заштита на бизнисот. Од Матка до Холиден се случуваат скандалозни работи. Во досегашната практика градежната мафија беше едно од најрепрезентативните примери на организиран криминал и корупција, со донесување на урбанистички планови, со корумптивни акти, сделки или незаконитости при изведбата на градбите. Изјавил Камбовски дека постојат индиции за високопрофилна корупција, потврди и претседателката на Државната комисија за спречување корупција. На јавна дебата за подобра животна средина, Билјана Ивановска рече дека комисијата има полни раце работа онаму каде што другите институции затаиле. Тоа се случи и со случајот Матка. Еве сега ни се отвара веќе нов случај. Очигледно дека има простор тука за наше делување од аспект на тоа дека постојат елементи што но Уставниот суд додека да донесе да прекинува некаков факт. Самото тоа патува на нешто. Градоначалникот на Велес, Аце Коцески, посочи на неколку коруптивни скандали поврзани со градежната мафија, а главна причина за тоа, како што рече, е неказнивоста на сторителите, особено на функционери од локалната самоуправа.
Тој порача дека клучно за справување со овој проблем покрај правната држава е финансиската независност на општините. Тек сега гледаме некои постапки, меѓутоа и тие не се за суштинските теми, туку за некои други теми, значи мора правната држава да почне да функционира и градоначалниците и сите кои одговараат за финансиското работење да ги почитуваат законите и да се однесуваат според нив. Граѓанскиот сектор пак се чувствува обесхрабрен по ваквите одлуки. Најверојатно големите игри не се за граѓаните. Денеска немав намера да зборувам за мораториумот, меѓутоа вчерашната одлука на Уставниот суд, односно времената мерка која донесе и сивата зона од 30 дена која се јавува, кажува дека не сме требале да се мешаме во бизнисот. За потсетување со мнозинство гласови, судиите ја прифатиле иницијативата да ја разгледуваат законитоста на одлуката за мораториум што ја донесе општината во декември. Дополнително донеле привремена одлука со која се укинува мораториумот додека да се донесе конечна одлука дали тоа е уставен или не. Кога ќе се донесе конечна одлука не се знае, но праксата покажува дека за тоа ќе бидат потребни месец до месец и пол. Јас имам еден предлог, едноставен. Некој нека се одважи од скопските градоначалници да урне една зграда која го загадува просторот, ја загадува човековата околина. И тоа ќе го платиме од буџетски средства. Но секој нареден чекор, на секоја наредна мафија ќе ја опамети. Зошто вака се прават огромни компромиси на штета на еднината и на државата и на нашите поколени. Градоначалникот на општина Сарај Блерин Беџети признава дека трите платформи изградени во Скопско-рекреативниот центар Матка се бесправни и е против нивна легализација, но засега нема да ги урва затоа што тие веќе се во постапка на легализација. Кога ќе каже законот, ќе ги урнеме согласно законските постапки. Законот и во моментов кажува. Тоа вие го тврдите, не јас. Јас мора да бидам предпазлив за да не утре да се тужи општината и утре да има последици. На денешната средба со новинарите Беџети тврдеше дека на парцелите каде што се наоѓаат спорните платформи не се гради, затоа што тоа го утврдили инспекцијските служби на општината. Тој обвини дека град Скопје не сака да соработува со општина Сарај за да се најде најдоброто решение за развој стопанисување со спортско-рекреативниот центар Матка. Јас ги повикувам сите институции. Не може ни градот Скопје, ни Петре, ни никој не може така на своја рака ако мисли дека може да зима надлежности и да постапува да оформи јавно. Од град Скопје пак велат дека ја охрабруваат општината Сарај да постапи согласно со своите законски надлежности кога се дивоградбите во прашање. Портпаролот на градот Валјон Сали ги потврди информациите на Беџети дека минатата година имало заеднички состаноци меѓу градот и представници на UNDP и Министерството за животна средина, на која се разговарало за еднината на Матка, без при тоа да спомене дали на тие средби присуствувале и представници на општина Сарај. Ова решение ќе овозможи заштитата на Матка и нејзиното управување да не зависи од градоначалникот на Скопје или градоначалникот на Сарај, туку од почитувањето на законот. Град Скопје не е тој кој што зима ингеренции, има институции кои што го прават тоа, а за јавното претпријатие секако дека е зборено и порано и со самиот закон за заштита на Матка тоа ќе биде уредено. Државната комисија за спречување на корупција вчера отвори предмет за случајот Матка, бидејќи, како што рече председателката Билјана Ивановска, институциите се прогласиле за ненадлежни. Поранешниот министер за правда и актуелен градоначалник на Сарај, Беџети, вели ќе каже законот. Ако кажеше законот, таа дивоградба досега ќе беше урната. А Матка немаше да биде енклава на Беџети, на Шилегов или на Дуј. Продолжуваме понатаму со вестите. Тужбата на Љубомир Фрчковски за утврдување одговорност за клевета и нематеријална штета, а во врска со изнесените материјали за атентатот на поранешниот председател на државата Киро Глигоров, ја стопира продажбата на книгата со наслов "До атентатот и по него" на поранешниот собраниски спикер Стојан Андов. Од Основниот суд Скопје 1 вела дека ваквата одлука е времена до правосилно завршување на постапката. Основниот суд Скопје 2 донесе решение за привремена мерка, со која забрани продажба и располагање на книгата на Стојан Андов со наслов "До атентатот и по него", во која тој имплицира вмешаност на професорот Љубомир Фрчковски во атентатот на поранешниот председател Киро Глигоров,
поради повреда на личните права на тужителот. Адвокатот кој го застапува Фрчковски, Ирена Фрчковска, во телефонски разговор за 1TV вели дека нејзиниот клиент претрпел голема штета по угледот и дека се задоволни од ваквата одлука на судот. Тоа решение го дозволи, сметаме дека е најисправно и во насока на делумно облажување на настанатата штета, иако таа штета не може целосно да се минимизира, бидејќи е веќе настаната, значи последиците од незиното објавување се за нас многу големи. Книгата е со една шокантна содржина, клеветите кои што се изнесени се од невидени димензии досега кажани. Од друга страна, поранешниот прв човек на законодавниот дом, Стојан Андов, за 1TV вели дека ова е лош преседан на судот. Според Андов, судот не може да ја забрани книгата само поради впечатокот на тужителот. Андов додава дека е тужен само тој, а не издавачот. И најверојатно ќе поднеси жалба, тоа адвокатот ќе. Тоа е онај потегот што следува. Одлуката која сега е била објавена, мислам оти тоа е преседан, еден лош преседан направено во земјава. Како може да забрани содржината судот? Судот може да забрани и книга на крајот на расправата, ама содржината не сме претресали ние во судот. Решението на судот се однесува на сите кои вршат продажба на книгата, располагаат со неа и ја нудат на користење. Го побаравме и издавачот. Собственикот на Матица не упади на директорот Дејан Павлевски, но тој не ни даде конкретен став. Не сум упатен во тоа. Често сум во странство и навистина не знам што би ви образложил за истото. Ова е прва одлука кај нас со која се забранува понатамошна продажба и користење на книга. Ова е една од темите за кои што ќе издвоиме минути кон крајот на дневникот, како што најавивме претходно. Како настан од историско значење со силна политичка порака и во клучно време. Вака се доживува првата посета на папата Франциско на Македонија. 10 часа што Светиот Отец ќе ги помине во земјава ќе наметнат засилени безбедносни мерки во кои ќе бидат вклучени повеќе институции. Официјалната церемонија ќе биде во претседателската вила, а главниот настан на Скопскиот плоштад. Посетата на папата Франциск настан од историско значење и крупна политичка порака. Светиот Отец ќе пристигне во земјата под мотото "Не бој се мало стадо". Во време кога земјата одбележува 25 години дипломатски односи, пристигнувањето на Светиот Отец се случува токму кога државата ги затвори спорните прашања со соседите и очекува зелено светло од Европската Унија за отпочнување на преговори за членство. 7 мај ќе биде запишан како датум кога за прв пат во земјата дошол поглавар на Римокатоличката црква. Самата посета во период кога Република Македонија ги затвори историските прашања, проблемите кои што ги имавме во изминатите децении, кога со крупни чекори гази по патот на европските и евроатлантските интеграции е уште една потврда на вредностите кои што се обидуваме и како влада и како држава да ги усвоиме и да ги применуваме. Под највисоки безбедносни мерки во кои ќе бидат вклучени МВР, Агенцијата за разузнавање на председателот и странски служби, папата ќе пристигне утрото на 7 мај на меѓународниот аеродром Скопје и ќе престојува околу 10 часа во земјата. Официјалната церемонија ќе биде во председателската вила на Водно. Таму ќе има одвоени средби со председателот Иванов, премиерот Заев и дипломатскиот кор. Ќе ја посети куќата на мајка Тереза, а главниот настан ќе се одржи на централниот плоштад во Скопје, каде папата ќе одржи миса. Католичката црква на големо се подготвува за посетата. Велат, ова покажува дека за папата Франциск нема мали луѓе. Не би сакале да оставиме на ништо случајно, туку сакаме духовно да бидеме подготвени за да таа негова посета не биде само манифестација, туку духовно да вроди голем плод. Посетата доаѓа овде во спомен куќата на мајка Тереза, што е од големо значење. Тука се предвидени, како што слушнавте, 2 значајни средби.
со верските поглавари и со сиромашните. И од тука сметам дека тоа е голем чекор за освестување дека мајка Тереза е наша сограѓанка, а сиромашните наши најблиски браќа и сестри. Ако дозволат временските услови, организаторите размислуваат и за опција тој со својот автомобил да се прошета низ главниот град и да ги поздрави граѓаните и верниците. Своето 29-то апостолско патување ќе го заврши во попладневните часови на 7 мај. Од тука ќе замине во официјална посета на Бугарија. Пред да продолжиме со информациите, јас само ќе те прашам, мислиш ќе решиме дилемата околу името на папата, барем пред да дојде? Едно време, вистина се, дали е Франциско или е Франциск? Да, а хрватите во земјава, ако не грешам, го викаат Фрањо. Ја мислам дека тоа добро за еден текст или еден прилог во рамките на вестите. Да, како треба да го викаме папата, барем во пресрет на неговата посета, да расчистиме. Во меѓувреме, Македонската академија на науките и уметностите предлага нејзиното ново име да гласи Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија МАНУ. Според мнозинството академици, задржувањето на референцата на државата, односно на кратенката МАНУ, како составен дел од новото име, има суштинско значење, бидејќи е поврзано со идентитетските прашања. Истовремено со ова решение отпаѓа потребата од промена на веб адресата на академијата manu.edu.mk. Од Академијата посочуваа дека расправата почнала уште пред 6 месеци, а раководството инсистирало да се води сметка дека Академијата е препознатлива по придавската референца МАНУ, како и дека на веб страницата стои придавката МАНУ, односно маса на англиски јазик. Ваквата аргументација била целосно прифатена од македонската влада, а наишло на разбирање и од грчката страна, наведуваат денеска попладне од Академијата. Инаку се подготвува посетата на грчкиот премиер Ципрас со неговата владина екипа. Денеска присуствуваше и грчкиот министер за сообраќај и врски и разговараше за подобрување на релациите меѓу Скопје и Атина на овој план. Но она што е многу поважно од политичка конотација, тоа е изјавата на Ципрас со која практично грчкиот премиер е главниот лобист на Македонија за добивање датум за предпристапни преговори со ЕУ. Во изјава за АНА и МПА, повикувајќи се на грчки владини извори, објавувајќи дел од говорот на Ципрас, Ципрас ја спомнал европската перспектива на земјава, но и на земјите на Западен Балкан. Да не заборавиме дека интеграцијата на Западниот Балкан започна де факто со Меркеловиот и грчкиот план и агендата Солун 2010, мислам дека беше. Да, по ваквиот став на Ципрас, од друга страна лидерот на Нова демократија Кириакос Мицотакис повторно во говор се осврнува на договорот од Преспа и акцентот го става на производите, овој пат кој го носат терминот македонски. Изјавува дека договорот од Преспа речиси ја дал на друг придавката македонски и уште еднаш го повторува ставот дека признавањето на македонската националност и македонскиот јазик е најголемата грешка и длабока национална отстапка во однос на оние работи за кои преговарале претходните влади, како што вели тој. Според него, договорот од Преспа е една од трите причини зошто граѓаните во Грција не треба да гласаат за Ципрас на следните избори. Ева неговата изјава. Гледате дека за жал континуирано се додаваат и нови проблеми за кои имавме споменато и кои ќе ги најдеме пред нас. Идентитетот на македонските производи од Северна Грција денес е оспорен, бидејќи договорот од Преспа речиси ја даде на друг придавката македонски. Тоа значи, кога македонските производи доаѓаат на саеми во странство, некои оспоруваат дека можат да се представат на овој начин. Ќе биде потребна голема битка за да можеме да ја коригираме создадената тешка ситуација и да го одбраниме брендот на Македонија и на грчките компании кои се базираат токму на ова име, кое што се идентификува со нашата Македонија. Продолжуваме со други информации од земјава. Караджовски не открива дали во обвинителството бил за да даде исказ за зголемувањето на надоместоците за плати за членовите на судскиот совет и судиите. Тврди дека во зградата на обвинителството бил службено. ОЈО во меѓувреме истражува дали има кривична одговорност. Повеќе од 3 часа председателот на судскиот совет Зоран Караджовски даваше исказ во обвинителството за организиран криминал и корупција.
Тој според нашите информации беше повикан да одговори зошто и со кој образложение се доделија додатоци на плата од 35% на членовите на судскиот совет, но Караджовски не сакаше да открива детали. Кој ви информира дека сум бил таму? Не, јас ја прашувам сега. Службени обврски имав тука. Право ние на информирано да не информираме. Добро, службени обврски имав во оваа зграда. Во врска со што? Не можам да ви кажам сега. Дали станува збор за доделувањето на надоместот со 35%? Не можам да кажам сега. Одлуката за надоместоците за тие 3 месеци, одлуката дека се обезбедени средства и решенијата за исплата на додатоци на плата ги подпишав јас. А за мене, мојот заменик. А тоа согласно закон? Нормално. Караджовски тврди дека министерката за правда Рената Десковска била поканета и на седницата кога членовите на судскиот совет си ги доделиле додатоците на платите, но вели дека само еден министер присуствувал на седниците, откако е назначен за прв човек на советот. Токму министерката Десковска додатоците на платите ги оцени како скандалозни и негодуваше дека не била поканета на седницата во судскиот совет, која има право на глас во буџетскиот совет каде Караджовски е председател. Обвинителството лани во декември оформи предмет под опрен глас за да истражува евентуална кривична одговорност за злоупотреба на службена положба и овластување и нанесена штета на државниот буџет. За исплатата на додатоците тогаш од обвинителството посочија дека не се пропишани со законот за плати на членовите на судскиот совет. Ова тело ги именува и разрешува судиите. Давкова, Пендаровски и Река влегуваат во завршницата на оваа предизборна кампања која треба да биде завршена до официјалниот старт на кампањата, тоа е 1 април. Но реториката станува згустена, прилично матна и со навестување дека во одреден период за време на кампањата ќе биде и валкана. Што може да се очекува од претседателската трка? Кандидатурите на тројцата претседателски кандидати стигнаа пред членовите на Државната изборна комисија. Во плавата кутија се 32.000 подписи на Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ и коалицијата. Во црвената 17.000 подписи на кандидатот на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова, а во зелената 10.000 подписи на Блерим Река, поддржан од Алијансата и БЕСА. Кандидатите посакуваат победа, а ветуваат европска кампања. На граѓаните на нашата држава потребен им е претседател, првенствено кој што обединува, кој што работи честно и професионално и кој што ги штити интересите на граѓаните и државата. Тоа е Стево, претседател кој што ќе ја води државата напред кон Европската Унија и НАТО и кој што ќе го гради концептот едно општество за сите. Денеска е убав ден за сите граѓани на Република Македонија, бидејќи имаме еден одличен кандидат, имаме еден кандидат што ќе го прифатат мнозинството граѓани на Република Македонија, ќе се обединиме кон една голема победа за Република Македонија. Претседателот на ДИК Оливер Дерковски со апел до учесниците на претседателските избори за коректна кампања. Апелираме до сите учесници во кампањата да овие избори поминат во фер и коректна атмосфера, да бидат вистински политички надпревар на идеи, на презентација на идеи на кандидатите, да ги презентираат своите идеи и само на тој начин ќе добиеме кристално чисти избори кои што ќе значат плюс повеќе за развојот на демократскиот капацитет на нашата држава. Утре ДИК на седница со жребување ќе го утврди редниот број на кандидатите на гласачкото ливче. Во синекешното интервју за печат на неделата на нашиот Саша Ордановски, екс-министерот Тодоров од времето на Никола Груевски ја опиша атмосферата на трпеливи и речиси 24 часовни долги разговори околу специјалното јавно обвинителство. Она што мене ми остави впечаток е неговата изјава со која во основа се согласувам дека било кое решение за еднината на специјалното јавно обвинителство мора да биде донесено така како што е и основано, со консенсус, зашто на тој начин сите политички фактори ќе изградат својата логика дека се за решителна битка против криминалот на белите јакни. Најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН постави 3 услови за да даде зелено светло за новиот закон за јавно обвинителство.
Како што соопшти на пресконференција представникот на опозицијската партија во работните тела, Тони Менкиновски, представувајќи така наречени три принципи, меѓу условите се избор на јавен обвинител по предлог на опозицијата и да се формира анкетна комисија во Собранието за оцена на досегашната работа на СЈО. ВМРО ДПМНЕ бара избор на јавен обвинител по предлог на опозицијата, решение кое ќе ефектуира независноста и неутралноста на јавниот обвинител од извршната власт. Понатака, согласно принципот на отчетност, специјалното обвинителство да ги доврши започнатите судски предмети кои се поднесени до 30 јуни 2017 година и согласно со законот да престане да извршува функцијата сегашниот персонален состав на ова обвинителство, како и да се формира анкетна комисија која ќе оцени неговата работа од страна на Собранието на Република Македонија. Од ВМРО ДПМН инсистираат СЈО да биде одделение од обвинителството за организиран криминал и корупција и да се прошири делокругот на предметите кои, како што рече Менкиновски, биле проследени со афери со нов специјален обвинител. Реагирајќи на изјавата на Менкиновски, од СДСМ вела дека ВМРО ДПМН била заробена во матрицата на партизација, притисоци и злоупотреби врз обвинителството. Колку и да не му се допаѓа на ВМРО ДПМН, специјалното јавно обвинителство мора да продолжи да работи како посебно обвинителство на откривање и расчистување на случаи поврзани со висока корупција. Мора да продолжи со предистражните постапки и обвиненија кои што се покренати и по 18 месеци по предавањето на материјалите. Тоа го овозможува новиот закон за јавно обвинителство и затоа предлог законот е најсоодветно решение кое што е доставено и истиот треба да се имплементира без одолговлекување, бидејќи е во интерес на правдата, граѓаните и државата. Премиерот Зоран Заев неодамна во интервју за МИА најави дека не прифаќа смена на обвинителката Катица Јанева, бидејќи, како што рече, Јанева и нејзиниот тим на обвинители, истражители и сите што работеле биле во едно многу тешко време за враќање на правната држава. Барањата на ВМРО ДПМН ќе треба да се дискутираат на утрешната средба предвидена за 15 часот помеѓу работните групи од позицијата и опозицијата. Продолжуваме како што почнавме. Одлуката на Уставниот суд за симнување на мораториумот за градба на дел од скопските општини, иако и премиерот Зоран Заев во една несрекна изјава како да сугерираше симнување на овој мораториум, и ја обедини граѓанската јавност во Македонија во долго дебатирање денеска во Холидеин. Искра Јанковска, мислам дека е соговорник на нашиот Христијан Баневски, кој денеска практично го помина попладнето во Холидеин. Баневски, повели. Да, Чомовски, веќе е завршена дебатата шанса за Скопје, односно во каков град сакаме да живееме, визијата за градот која што организираше Институтот за комуникацијски студија, кои што детали ги погледнавме во прилогот на почетокот на овој дневник. Целодневна дебата со гости, односно говорници, меѓу кои беа и председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, градоначалникот на Велес, граѓански активисти, но и експерти од областа, како што најави и ти со мене во дневникот е Искра Јанковска Михајловска, архитект од иницијативата Здравје пред профит. Добро вечер, господја Михајловска. Не може да не забележам при вашето обраќање дека можеби малку по одлуката на Уставниот суд за укинување времено на мораториумот, вие се чувствувате, ако можам да речем, обесхрабрени или пак изморени од долгата битка. Дали сум во право со овој печаток или можеби се уште има сили кај вас за битка до крај? Да, и други ми забележаа на таа реченица кога реков најверојатно дека големите игри не се предмет на битка на граѓаните. Нормално дека има разочарување кога организацијата ви се вика Здравје пред профит, Уставниот суд ви носи одлука каде што профитот е пред здравјето и тоа експлицитно со објаснување и со овие зборови малтерне. Нормално дека има разочарување, сигурно нема да престанеме да се бориме за тоа што сметаме дека е исправно. Денеска ќе ве поправам покрај гостите што беа локални, имавме многу интересна презентација. Визија за Софија се вика, значи градот соседството во кој многу често сите одат, треба да се знае дека они ги имаат надминато некако овие проблеми, веќе сосема поинако размислуваат, имаат направено
Завод за урбанизам, кој порано ние сме го имале, они сега го имаат. Ние покажа визијата за Софија, како заклучок од овој форум излезе дека и на Скопје му е потребна визија, а не проекти. На наше задоволство присуствуваа многу искусни архитекти од областа, стручњаци, други, бидејќи урбанизмот, ако го збориме, е мултидисциплинарна наука и подразбира повеќе аспекти. Така да, разочараност вчера беше одлуката, има некоја кај нас, ни треба време да се консолидираме, секако борбата институционално ќе продолжи. Особено кога ќе видите дека градови од соседството имаат таква визија која што не престанува да се шири и да се обновува, да расте, рековте дека Скопје нема визија. Што е потребно за да можеме да имаме визија, односно дали ваквите дебати придонесуваат кон комплетирање на една визија и постои ли таа соработка помеѓу институциите, граѓанскиот сектор и сите застегнати страни за исполнување на таа визија? Значи покрај визијата за Софија ја видовме и визијата за Тирана, значи веќе и Тирана и Софија имаат свои визии. Тирана има своја визија за 2030 година. Да, Скопје може да има визија, меѓутоа и визијата за Тирана и визијата за Софија се поддржани и иницирани од власта. Заклучокот со гостите кои го имавме во дебатата е дека сепак мора да постојат граѓанските иницијативи, дека и во нивните градови на некој начин тоа е иницирано, меѓутоа сепак е потегнато од централната власт. Многу се дебатираше и за различниот начин за финансирање на општините, во секоја проблематика што ја покренавме во трите панела, неминовно е да соработуваме. Да, како граѓани, дури како стручна фела, ги подигаме проблемите на одредено ниво, меѓутоа без соработка нема да има ниту визија за Скопје, ниту ќе има некакво хумано живење во Скопје. Така, доколку можеме да подвлечеме една линија и да ги сумираме поентите, накратко тоа, што би рекле, бидејќи имаше дебата поопсежна околу и начинот на финансирање на општините, па една поента беше дека Македонија може би најцентрализирано општество во регионот, дали накратко можеме да извлечеме заклучок од оваа целодневна дебата? Па еве на крајот беа заклучиците во третиот панел. Генерално ќе се сложиме дека Скопје има шанса, доколку ова значи некаков црвен аларм, па дури и одлуката на Уставниот суд, дека треба да видиме каде не носи таа одлука и какви последици ќе има после овие 30 дена сива зона на прекинување на мерката, ајде популарно речена мораториум. Да, се дискутираше многу и за начинот за финансирање. Од аспект ние ја потегнавме оваа точка заради тоа што општините секогаш се вадат на тоа дека мораат да издаваат многу градежни дозволи за да наплаќаат комунали, кои им се малтене најголемиот приход за финансирање, што за центари може се дискутираше на панелот дека и не се толку многу финансира од комунали, меѓутоа сепак трошењето на просторот како ресурс на општините е еднократен со комуналиите. Треба да се, ако не знаеме, ние треба да се прифатат можеби некакви пракси. Секако инсистиравме на бројки, затоа имавме гости од Светската банка, од Налас, кои ги следат случувањата во околината и кај нас, така да нашето инсистирање да сите промени, проекти, визии се прават на база на податоци, ги сублимиравме некако денеска. Се надеваме дека овие пораки, откако ќе ги сублимираме, ќе ги пратиме до надлежните, дека ќе имаат капацитет да ги погледнат барем со едно око и да направиме некаква промена. Така, и за крај само кратко, бидејќи на иста страна и локалната самоуправа со ставот за мораториумот и граѓанскиот сектор, дали може би веќе имате некаков план, иако може би е рано да се каже, за тие 30 дена сива зона, како да не се добијат оние дозволи за градба кои што практично беа цел да бидат спречени? Немаме, се уште немаме план. Ние немаме сила, значи, да се бориме против централната власт ако тоа го поддржува, како што гледам коморите се со некаква поддршка сепак и со изјавите на вице-премиерите претходно. Не знам, ќе размислиме. И стручната фела, дури имаше присутни од институции кои се инволвирани во процесите на носење на плановите и воопшто планирање на општините. Сите сме на иста страна, меѓутоа сепак фали
една соработка целосна. Интересен е пристапот на Софија, можеби треба да се разгледа малку повеќе. Добро, гледате. Благодарам господја Јанковска Михајловска што бевте дел од дневникот на 1ТВ. Како што слушнавме, за сега се уште немаат активистите план заедно со локалната самоуправа и покрај тоа што се на иста страна за како да се спречи во овие 30 дена времена забрана да не се издадат дозволи кои што практично беа спречени со мораториумот. Ова се вести и продолжуваме понатаму. Да не кажете дека сум уривачки расположен после првиот предлог, барем една зграда за памет да се урне. И јас сега имам уште еден мал предлог. Бидејќи во центарот на Скопје треба да се градат 3 кули на плац што е под јурисдикција на Македонската православна црква, во име на господовото здравје, МПЦ да се откаже и тоа да биде еден прекрасен парк во кој скопјани барем во една мини оаза ќе се соочат со зеленilo наместо со архитектонска џунгла. Тоа е се што се однесува до перспективите на градот. Џугуманова? Јас се согласувам, останете со нас во продолжение се вестите од светот. Најновата и важната вест од светот е тоа дека Европската Унија ќе одобри одложување на Брекзитот до 22 мај, доколку британскиот парламент следната недела го усвои договорот за истапување на Велика Британија од ЕУ, што лани во ноември го постигнаа Лондон и Брисел. Европската Унија се согласи да го одложи Брекзит само до 22 мај, а не до 30 јуни како што бараше Британија, но под услов британскиот парламент наредната недела да го усвои договорот што го постигнаа Лондон и Брисел. Како што образложија, натамошното одложување е невозможно поради европските избори. Токму ова ја создаде забуната, а за одложувањето на Брекзит треба да се согласат сите 27 земји членки, кои веќе покажуваат нетрпение. Го почитуваме гласот на британскиот народ и тоа што го прават премиерката и парламентот. Но да бидеме јасни, можеме да разговараме и да прифатиме одложување ако е техничко, во случај на гласање за договорот за кој преговаравме 2 години. Во случај за гласање против, тоа води до немање договор. За датумот 30 јуни мора да земеме предвид дека имаме европски избори во мај. Мора да се испочитува иднината и законитоста на овие избори, но секако можеме да зборуваме позитивно за кусо одложување. Важно е Британија да не учествува на европските избори. Треба и да кажат јасно како да ги решиме отворените прашања. Одложувањето е еден чекор, но наредниот е како да обезбедиме сценарио за добро организиран Брекзит. На последниот самит на кој Британија учествува како членка, премиерката Тереза Меј дојде се уште со надеж за Брекзит со договор, истиот кој парламентот го одби веќе 2 пати. Ги искара пратениците дека на народот му е доста од игри и да се занимаваат само со Брекзит, наместо со образованието или здравството. Крајно време е да донесеме одлука. Досега парламентот направи се што можеше да избегне да избере. Предлог по предлог, амандман по амандман. Парламентот не кажа што сака. Сите пратеници само кажа што не сакаат. Ако парламентот пак гласа негативно, Британија ќе мора да излезе од Европската Унија без договор, што станува се поизвестна опција. На европските лидери им пречи датумот 30 јуни што го побара Меј, затоа што упаѓа во европските избори на крајот на мај. Брисел инсистира и дека не може да преговара за идното трговско партнерство додека не биде изгласан договорот. Дали сте Тереза Меј? Не. Шефот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, освен што се пошегува со новинарите, најави и дека лидерите на Европската Унија може да се соберат на вонреден самит наредната недела ако биде потребно. Во меѓувреме, сајт на интернет петиција за откажување на Брекзит падна под над половина милион потписи, а беа потребни само 100.000 за да биде разгледана од парламентот. Во продолжение гледате спорт, што е најново Слаген? Така се чекаат уште неколку минути и официјално да стартуваат евроквалификациите за нашата најдобра фудбалска репрезентација и надпреварот против Летонија прво овој нов квалификацијски процес. Мала шанса имаме. Да бидеме стара Македонија. Би рекол и голема и се освен победа би било изненадување вечер. Благодарам.